Почитувани представници на медиумите, добар ден. Повод за денешната пресконференција се актуелните состојби кои настанаа по промовирањето на енциклопедијата издадена од МАН. Би сакал уште еднаш да ги соопштам ставовите на СДСМ. Одредени делови од енциклопедијата за Социјалдемократскиот сојуз се спорни и неприфатливи. Тие со својата содржина предизвикуваат нови поделби и тензии во македонското општество и не конфронтираат со нашите најголеми пријатели и поддржувачи во меѓународната заедница. Во исто време за СДСМ се неприфатливи екстремните и радикални изјави и реакции на дел од албанските политичари од земјата и од соседството. Со нив проблемот не само што не се решава, туку напротив се разгорува и се мултиплицира. Меѓуетничките односи се столбот на кој почива внатрешната стабилност на Република Македонија. МАНУ не е ниту невладина организација, ниту здружение на граѓани. Овој проект не е финансиран од приватни донации, туку директно од државниот буџет. И во исто време беше промовиран лично од премиерот на Република Македонија. Од тие причини е неодговорно и недозволиво глумењето на веќе вообичаеното за сите крупни проблеми немање став од страна на господинот Груевски. Ова се сериозни ситуации кои мора да се разрешуваат, а не да се игнорираат. На Македонија се потребни председател и премиер со став, а не со рейтинг. Председател и премиер кои ги решаваат, а не да бегаат од проблемите. СДСМ уште еднаш ги повикува председателот Иванов и премиерот Груевски да се оградат од спорните делови на енциклопедијата. Во спротивно ќе стане јасно дека и тие кумувале на нивната содржина или во најмала рака ја одобруваат истата. Ги повикуваме лидерите на албанските партии од Македонија, но и од регионот, да се откажат од радикалната реторика и реакции и да се фокусираат на надминување, а не на разгорување на состојбите. Што се однесува до изјавата на Груевски за постоење на мрачни сили во Македонија, кои секогаш пред клучните настани за земјата се активираат, го повикувам јавно да прецизира на кого точно мисли. Дали на Македонската академија на науките и уметностите и редакцијскиот одбор на чело со Блаже Ристевски, кои ја подготвија и издадоа енциклопедијата токму во овој момент. Или оваа негова изјава се однесува на неговите актуелни и поранешни коалициони партнери од ДУИ, ДПА и Нова демократија. Или можеби при тоа мисли на самиот себе си, кој со својата севкупна политика во овие 3 години ги влоши и меѓуетничките односи и меѓународниот углед на земјата. Му препорачувам на господинот Груевски да не помислува и овој пат, како секогаш досега, мрачните сили да ги лоцира во Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Таква земја, каква што посакува Груевски, не постои никаде во светот. Едни да владеат, а други да бидат одговорни за сите проблеми во државата. Тој да ја има апсолутната власт во Република Македонија, а за се да бидат виновни опозицијата, па преку невладиниот сектор се до соседите и меѓународната заедница. Такво нешто нема елементарна логика и не може да помине. Ви благодарам, а сега доколку има прашања, стојам на ваше располагање. Тој чин, доколку навистина се случил, бидејќи денес информациите кои што до овој момент беа пласирани, сепак не се до крај проверени, може би вие имате повеќе, го осудувам и го сметам за апсолутно штетен и контрапродуктивен. Не само за меѓуетничките односи внатре во Македонија, туку и за односите помеѓу Македонија и Косово. Дали сметате дека има одговорност кај академијата, кај главниот редактор Блаже Ристевски и председател МАН? Има барање за нивните? Сметам дека за проект кој што е издаден од страна на академијата, без сомнение одговорност носат клучните луѓе. И првиот човек на академијата и првиот човек на редакцијскиот одбор. Дали
Сосема спротивно. Јас мислам дека целиот проблем настана со тоа што дел од авторите на енциклопедијата своите лични политички ставови и предрасуди ги пласираа во овој текст како научни факти. Тоа е првата работа. И втората работа, за каква научни фундирани сознанија говориме? Например, во одредницата која се однесува за вклученост на Соединетите американски држави и Велика Британија во обуката на членовите на ООН. Од самата авторка имавме прилика да слушнеме дека незиниот извор била Википедија, значи апсолутно нереферентен извор, и тука завршува приказната за научната фундираност на фактите изнесени во енциклопедијата. Меѓутоа, ја би сакал уште нешто да додадам. Претпоставам дека веднаш после оваа пресконференција, како што е вообичаено, ќе има реакција од страна на ВМРО-ДПМН. Можеби дел од вас ќе бидете присутни на таа нивна пресконференција. Би ве замолил да ги прашате следното. Како тоа во еден момент, пред неколку месеци, или пред година и пол, од страна на Груевски и ВМРО-ДПМН беше прогласен за највисок демократски дострел правото да се критикува, оспорува одлуки на Уставниот суд. А сега одеднаш се прогласува за нелегитимно да се дебатира околу фактите изнесени во енциклопедијата. Кој е тој двоен аршин, освен ако Груевски не смета дека се зад кое што тој стои или кое што тој го одобрува е апсолутна вистина и аксиома, а се што не му се допаѓа е недемократски да биде оспорувано или дискутирано. Не, суетата не ми проработе. Искрено речено, кога гледам какви контраверзи во македонската јавност предизвика оваа енциклопедија, и уште повеќе, кога видов кој бил авторот задолжен да ја пишува одредницата која што се однесува на мене, ја би бил најсрекниот човек моето име да не се споменуваше воопшто во овој проект на МАНО. Немам информации за што се подготвува Груевски. Јас знам зашто би требало да се подготвува Груевски. Он би требало да се подготвува за решавање на крупни проблеми со кои што се соочува оваа држава. Че се наоѓаме во сред економска криза, која што предизвикува огромни последици, се наоѓаме во сред преговори со Грција, со посредништво на Обединетите нации за наоѓање на компромисно решение околу спорот со името, а еве сега, за жал, во овие 10 дена се наоѓаме и во сред меѓуетничка криза во Македонија. На тоа треба да се фокусира Груевски, ако е одговорен и сериозен политичар. Значи вака, прво не се согласив, ја тоа го реков на почетокот, дека се прерадикални и изјавите и реакциите, најавените протести и сите овие чинови кои што беа споменати, например, на фудбалската утакмица во Косово и слично. Меѓутоа, не се работи за обична книга од еден обичен автор, индивидуалец. Ние во 8 години имаме многу книги кои со контраверзна содржина и не ги нарушија меѓу етничките односи. Веќе се работи за, како што рече премиерот Груевски, капитално дело на Македонската академија на науките и уметностите, кој што има за амбиција конечно да ја представи вистината за Македонија. Се обидам да го цитирам приближно неговото излагање при промоцијата на енциклопедијата. Значи, дело издадено од страна на МАНО, највисоката научна врвна институција. И уште нешто би сакал да кажам, а тоа е дека меѓуетничките односи никогаш не може да се сметаат еднаш и за секогаш решени. Тоа е клучното прашање за стабилноста на Македонија и секогаш треба со полно внимание се посветува ангажманот за решавање дури и на минималните проблеми, а се со цел да не ескалираат и да не предизвикаат дестабилизација. Генерално земено, меѓуетничките односи се дел од демократијата, а во демократијата нема плафон. Значи, секоја влада, и ова, и секоја наредна, и во наредниот период, мора да посветува внимание на меѓуетничките односи, а не да прогласува мораториум. Значи, ништо не беме изненадал. Ние, за жал, станавме држава во која што повеќе ништо не може да изненади. Се е можно. Што не мислам дека е добро за една држава. Поведете. Ако нема, ви благодарам.